Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција ќе биде посветена на темата поврзана со иселувањето и екзодусот од Македонија по повод секојдневните извештаи за падот на ученици во Македонија од општина по општина, падот на новородени деца и зголемување на иселувањето. Ова би бил содржинскиот дел од оваа пресконференција. Наместо живот, со Зоран Заев во Македонија дојде до екзодус и невидено досега иселување. Се иселуваат луѓето од сите региони на Македонија, се иселуваат младите од Скопје, се иселува источна Македонија, се иселуваат луѓето од Полок, од Тетовско, од Гостиварско, од Липковско, се заминуваат луѓето од Битолско, од Прилепско, од Охрид и од Охридско. Ова е невиден екзодус. Последица на штетните политики на Зоран Заев и неговата влада. Од Македонија секогаш имало иселување. Но ова што сега го гледаме, како невидено иселување, како екзодус, како евакуација од Македонија на цели семејства, досега не сме го виделе никогаш во долгите векови на македонска историја. Почитувани присутни, со тага и со тежина, вчера беше објавена веста дека за само 10 месеци, внимавајте, само од нова година до речиси денес, од основните училишта во Штип и од средните училишта се отпишани 77 ученици. 77 отпишани ученици само од Штип. Жал и тага. Тоа значи дека од градот Штип, од најголемиот центар, од најголемиот град на Источна Македонија, само од нова година до сега, само откако ја поскапеа акцизата на дизелот, Заев и Ањушев, заедно со Тевдовски, се иселени околу 300 до 400 граѓани. Понатаму, ако го видиме бројот на отпишани ученици во Кочани, Кочани е помал град, само од Кочани, од истиот дел од годината, значи од почетокот на годината, досега се отпишани 20 ученици. Тоа не е така голем град. Значи, во Кочани, само од почетокот на годината, отпишани се 20 ученици. Уште еднаш, ако треба сето ова да го резимирам и да го заокружам, би го кажал следново. Наместо живот, со Зоран Заев, во Македонија дојде до невидено досега иселување и екзодус. Се заминуваат и се евакуираат цели семејства. Се заминуваат младите од Скопје. Се иселува Источна Македонија. Бегаат луѓето од Полок, од Тетовско, од Гостиварско, од Липковско, од Дебарско, од Маврово Ростуше. Се одат луѓето од Струшко и од Охрид. Се испразнува и се иселува Битола. Прилеп исто така. Луѓето од Струмица си одат. Да не ги набројуваме сите градови. Штетните политики на Зоран Заев доведоа до тоа да Македонија се истенчува, народот ни се топи, државата ни исчезнува. Македонија умира, паѓа бројот на новородени деца. Имаме во 2018 година, во првите 3 квартали, најмал откако има статистика во Македонија, најмал број на родени бебиња. Страшни падови, невидени падови. Наместо живот донесоа екзодус и невидено иселување. Жал и тага. Благодарам.